една средба во, можем да кажам, многу коректна атмосфера. Ние ги кажавме нашите аргументи. Премиерот кажа објективната состојба како е во моментот, кажа каков е буџетот сега, ни укажа дека више тој буџет е поминат во собрание изгласан, што го знаевме, но дека има големо разбирање за нас, здравствениот персонал, и дека она што го ветиле во нивната програма, он сака и се надева дека до крајот на 2020 година ќе го реализираат. Пак ние, поради тоа незадоволство што постои кај нас на клинички центар, кај персоналот, баш поради тоа раслојување на тимот, инсистиравме малце клинички центар како една најважна установа здравствена во Република Македонија, со посебна важност, стратешка за Република Македонија, да нашиот кадар и нашите вработени сепак малце да се разбере тоа незадоволство што е присутно и некако да се најде заедничко прифатливо решение. Гледавме опции, разгледуваме можности, така да во рамките на тоа што е планирано, да не дозволиме нашиот тим да се раслои. Дадовме и ние некои понуди, што премиерот прифати да во рамки на тој буџет сега, заедно со Министерот за здравство ги разгледаме и со Министерството за финансии, дали има можност да се најде решение да оваа состојба на клинички центар кај персоналот се смири. Исто така добивме, можем да кажам, доста сигурни, јаки гаранции од премиерот, дека кој ќе заврши кварталот, кој ќе се видат повторно буџетот во каква состојба е, дека он апсолутно има разбирање и со нов ребаланс на буџетот би се покачиле тие коефициенти за здравствените работници и соработници и вработените во здравството. Во секој случај има разбирање дека доколку овие позитивни трендови од овие два последни месеци во однос на македонската економија и буџетот продолжат така, дека завршно со првиот квартал веднаш ќе се пристапи што може од тој буџет, од тие приходи повторно да се внесе во платата на здравствените работници и другите вработени во клинички центар и во Република Македонија. Уште имаме преговори, сега се пак враќаме со Министерот за здравство, имаме некои насоки и дозволи од премиерот да заедно со Министерот за здравство во рамките на овој буџет направиме отстапки, направиме прераспределби на тие средства парични, некои отстапки ние ќе ги направиме, така да мислам дека заедно со представници од Министерството за финансии, од Фондот за здравствено осигурување, ќе се најде некој решение во овој момент, да луѓето стварно тој револт малце се намали, да луѓето прифатат дека таа ситуација е сега во моментот што е објективна и имаме, кажувам, едно ветување од премиерот дека завршно со првиот квартал, доколку овие трендови во економијата македонска продолжат позитивни, дека апсолутно дел од тоа ќе иде во покачување на платите на вработените во здравството.